Каролина, јас за ова живеам. Знаете уште еден аплауз? За аплаузите? Чисто колку да размрдаме публика во второто полуфинале. Добро вечер, Македонија, ова е втората полуфинална вечер од шоуто Сите наши песни, што значи вечерва ќе го добиеме вториот финалист кој што ќе го гледаме во наредната емисија. И ако веќе зборуваме за полуфиналето, и вечерва убава македонска забавна музика, комбинација од старото и новото, не само за вашето добро расположение, туку и во името на една благородна идеја. Да се вратиме и да се подсетиме на вистинските вредности кои што Македонија ги има. Прекрасни музички бисери од ризницата на македонската забавна музика, отпеана со гласовите на нашите прекрасни млади кандидати од две општини. Знаеш, целиот муавет, цела сезона збориме за македонска забавна музика, слушаме забавна македонска музика, ама вака кога ќе почнеш да збориш, аво доведе вака убаво ми доаѓа. Колку е всушност добар овој проект, колку е благороден и колку е полезен за сите граѓани на Република Македонија, и поздрав за диаспората. Така. Повторно заради фестивалите кои што се организираат сега во Мелбурн, во Перт и кај да беа. Да. Чека да настрани вечерва го имаме прекрасниот Биг Бенд на чело со маестро Кире Костов, трите прекрасни граци, а имаме и еден роден ден кој што треба да го прославиме. Те молам, Живко, стани, дајте еден аплауз за Живко, денеска станува полнолетен. Може ли бенд да му честитаме? Вака така научив и да диригирам. Јас мислам дека нема ништо хубаво да се прослави роден денот вака. Се расплака кутре, ви го. Да почнеме да збориме за која е целта на емисијата всушност. Целта ни е да ги најдеме новите македонски аматери пејачи кои што треба да станат професионалци и треба доправа да се покажуваат на македонската естрада, а за да ги добиеме треба да имаме професионално стручно жири кое што и вечерва ќе ги оценува. Вечерва имаме и текакви квалитетни членови на жири комисијата. Како и секогаш. Не, ама вечерва се посебно квалитетни. Ќе почнам со најава на првиот член или членка, како повеќе сакате. Станува збор за дамата која што потекнува од музичко семејство, дамата која што е растена со музика, дамата која што мислам дека има неколку соби со награди, од што толку ги собрала наградите во Македонија и на Балканот. Станува збор за еден од, според мене, а верувам и според сите вас, најдобри вокали во Република Македонија, one and only Лидија Кочевска. Добре ни дојде Лидија. Вториот член на нашето стручно жири е човекот кој што од срце откорна голем број на стихови, отпеани со голем број интерпретаторски имиња. Неговите зборови откорнати од душата, влеани во музиката која што тоше умееше да ви ја пренесе, да ни ја пренесе на сите нам и да ни ја остави во наследство. Човекот кој што будно следи што се случува на македонската музичка сцена, човекот чие што живот е комбинација од новинарство, затоа што неговата сопруга се занимава со новинарството, ама пред се негова љубов е музиката. Огнен Неделковски, дами и господа. И сега мислам дека е вистинско време да го представиме и третиот член на нашето жири. Овој пат тој ќе ни се представи со песна, односно ќе им каже на нашите млади пејачи како всушност тоа го прават професионалците во Република Македонија. Станува збор за исто така еден одличен вокал, вокал кој што на својот специфичен начин ја пренесува музиката која што ја твори и сака да ја пее пред својата публика, вокал кој што дефинитивно важи за еден од најмокните вокали. Една и единствена Биба Додева, овој пат во изведба на Не се чеше. Уживајте. Колко било cool
su publika fina. Au, koliko je bilo cool da imaš jezik na bas, obenac o nas. Hey, 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 ajde sa meni, everybody dance, everybody dance now. Ajde mešaj, 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 ne se češaj, everybody dance, everybody dance now. Ajde mešaj, 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 ne se češaj, 1, 2, 3, 4, 5, 4, start. Koliko bilo cool da si ti persona samo njenog grada. Koliko bilo cool da si peš na stranski samo ne na španski, por favor. Koliko bilo cool da si ovde sa menom u mojoj zoni oba vremena. Koliko bilo cool što ima pričina stara, va benda imam kelab na gitara. Oh, hey, hey, yeah, come on. Ajde sa meni, everybody dance, everybody dance now. Ajde mešaj, 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 ne se češaj, everybody dance, everybody dance now. Ajde mešaj, 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 ne se češaj, come on. Everybody dance, everybody dance now. Mešaj, ne se češaj, everybody dance, everybody dance now. Ajde mešaj, 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 ne se češaj, everybody dance now. Come on. Everybody dance now. Ajde mešaj, 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 ne se češaj. Thank you, people. Дами и господа, Биба додева само за вас. Продолжуваме понатаму, верувам дека сте веќе нестрпливи, ако мора да ви открием една тајна, додека Биба овде настапуваше на сцената, оние 6 прекрасни млади луѓе Си исплатија. танцуваа позади сцената. И време е да започнеме да не ги држиме и нив и вас во неизвестност. Време е за настапот, всушност за представувањето на првите тројца кандидати, кои ни доаѓаат од... Јас треба да кажам? Ајде, Некам да кажам. Од општина Куманово! За Куманово настапуваат Ивона Јовановиќ, Мартинијан Кириловски и Марио Арангеловски. Ова беше најаката реплика во цела Како сезона. каже- како Ево, каже? вај сам ја. Не е Демек Мартинијан. Ивона, он е Мартинијан. Добро. Сега А е вистинско време. Се сместивте? Супер Ви сте. пишува таму кој кат треба да се, да не треба да се смените вие двајца. Добро. Не, тама не. Сега е вистинско време да ви ја представиме и втората општина, односно претпоставам дека знаете за кого станува збор, затоа што ни остана 4 најдобри во изминатата емисија. Едниот од 4 го испративме во финалето, а овој пат ќе треба да одлучуваме помеѓу Куманово и општината која што се вика Прилеп.
За Прилеп настапуваат Наташа Седловска, Ален Хасановиќ, Ангела Ѓуричанин. Колку бакнеши испратија Колку се нашиве на насмеани, преводачи, да. убаво. Па тоа е затоа што ги караш пред излезот. Насмеани да ве видам и овде да дадете се од себе да уживате, овие се вашите 3 минути. Па не кажувај се, Па да не, морам да да не кажам. почнам јас да кажам што па ти им зборуваш. Ја ништо не им зборам. Не? Не. Добро, одиме Многу. понатаму. Пред да започнеме со она што би значил официјален дел од вечерашнава полуфинална вечер, би сакала, пред да ги прашаме нашите кандидати, би сакала да го запрашам Огнен Неделковски, ќе ми простат дамите, меѓутоа единствен господин во нашето трочлено жири. Огнен, како ви изгледа еве на самиот почеток едно вакво шоу? Рековте дека досега сте гледале дел од изминатите емисии на овој проект на Македонската радиотелевизија. Па имав можност да гледам неколку од емисиите, мислам 4 или 5 до сега, и токму ги гледав и од Прилеп и од Куманово, и мислам дека има одлични изведувачи од двете екипи, и мислам дека ќе биде жестока борбата помеѓу овие две општини. Инаку секоја чест за овој проект на Македонската телевизија. Јас ги поздравувам сите проекти за зачувување на и афирмација на македонската музика. И само напред. Благодарам, од се срце. А сега мислам дека треба да поразговараме малку и со нашите кандидати. Прилепчани, дали си го одбравте капитенот или си остана истиот? Истиот, не го менувате? Тимот што победува, демек не се менува, така? Добро. Наташа, како си? Супер, Се подготвувавте? да. Дали сега имате повеќе трема и дали чувствувате поголема блискост отколку во претходните ваши настапувања? Блискост помеѓу нас, како Вие си тим, знаете, јас моје да прашам. се чувствува малку повеќе трема, затоа што самото тоа полуфинале, самиот тој збор си носи некоја тензија своја, ама, како што рековте, ќе бидеме насмеани, ќе дадеме се од себе, тоа за нашите 3-4 минути. Одлично. Ми се допаѓа ова. Ова го спремавме. Ова го спремавме. Ова? Да, ова. Ајде да видиме. Ова Браво. ние не го подготвувавме, значи момци, капитен на екипата, па нормално. Ајде Ивона, кажи ми, ама искрено. Беа Колку е сат? послушни момциве, не се шетаа многу по скопските кафулиња, по кумановските места за излегување. Во како се Скопје викаат, беа морски мирни. стапчиња, или? Во Скопје беа мирни, ама во Куманово малку. Ескалираше целата атмосфера. Ама добро. Видно Вежбавте се, подготвувавте? извежбавме и сега сме спремни. Ви се допаѓаат песните што вечерва? Да. Ги одбравте сами, затоа што ако во претходните емисии жирито, авторите одбираа за вас, овој пат нашите кандидати имаа можност да одбираат. Мислам дека не им се збори Не толку им се што збори, им се пее. сакаат да пеат, Им се затоа пее. мислам дека е вистинско време и да отвориме оваа вечер или со песна. И ќе отвориме, односно мразот ќе го скрши вечерва, како што самиот знае да каже фала му на Бога за прв пат, Марио Арангеловски од Куманово. Сонце не ме грее, каде замина ти, од очите ни врнат стари спомени. Сонце не ме грее, сонце каде си ти, там ме остави, небо ти ми затвори. Кај што зракот почнува, таму сонот запира. Кај што сила земан, топли ветрови, таму кај што си. Како песна ангелска, душа што ти милува. Како игра ѓаволска, што те станува, па те ранува. Каква ли си магија, пожар направи, што не згасува на старо вино, ова се мириса. Се по старо ти си уште далеко.
srce je moje besmrtno. Sve gde imam tebe ponegro, kaj da vidim gdje te čuvat. Moj trebak ne živ, tamo kaj što si, gdje te milovat, kade i da si. Tamo sono zapira, kaj što sila zema, topli vetrovi, tamo kaj što si na staro vino, ova jesen mirisa. Sve je po staro, ti si ušte dalečna, no srce je moje besmrtno. Sve gde imam tebe ponegro, kaj da vidim gdje te čuvat. Moj trebak ne živ, tamo kaj što si, gdje te milovat, kade i da si. Na staro vino ova jesen mirisa. Sve je po staro, ti si ušte dalečna, no srce je moje besmrtno. Sve gde imam tebe ponegro, kaj da vidim gdje te čuvat. Moj trebak ne živ, tamo kaj što si, gdje te milovat, kade i da si. Moj trebak ne živ, tamo kaj što si, gdje te milovat, kade i da si. Изгледа помала глава имаш ти. Честитки за настапот. Благодарам. Да му ги вратиш на Ристо цвикерите. Што си му ги зема. После емисија. Маестро, одличен аранжман, морам да признам дека досега Дамир побаво нема свирено. Како ги фати тие? Добре, добре. Дали си ти задоволен од собствениот настап? Па да. Немој, Не, испрај се, звезда си, исправено. Треба да си насмејан, ова се твоите 3 минути, така Каролина? Да. Задоволен сум, да. Морам да Секогаш признам може дека ти си подобро. еден од ретките кандидати кои што секогаш има различен сценски настап, што е на вистина за почит и секогаш се трудиш како да ја пренесеш песната, така и да го пренесеш тоа што сакаш да го правиш на сцена, односно да изиграш салто некој направиш, немортале и така. Да видиме што ќе има да каже жири комисијата, односно дали Лидија би сакале со вас да ја започнеме оваа вечер и вашиот коментар. Апсолутно. Слободно, многу убаво, интонативно точно, си даде и глума. Многу ми се допаѓа, навистина. Мартин или Марио беше? Марио. Марио, браво, само напред. Благодарам. Бива да го чуеме и вашиот коментар. Бива да го чуеме и вашиот коментар, повелете. Одлично испеа, добро се снајде со бендот. Иако нели има малку разидување го приметив, меѓутоа како за аматер одлично се снајде со бендот и супер, само така да продолжи. Огнен, повелете. Мислам дека имаше одлична интерпретација, не направи некои поголеми грешки, направи одлична атмосфера во публиката, што е многу важно за секој интерпретатор. И мислам дека пред него предстои убава иднина, како пеач. Убави коментари, Марио, ајде. Сакаш да ги видиме оцените? Сакам. А? Сакам. Важни ли ти се? Секако. Па ајде, жири комисија, ве молам, дајте ги вашите оцени да видиме што му дававте на Марио 9, 9 и Лидија 9. 3 деветки. Благодарам. Одличен старт на нашето шоу, а ние продолжуваме. Ти благодарам, а ние продолжуваме понатаму со следниот наш кандидат кој што ни доаѓа од општина Прилеп и се вика Наташа Седловска. Gotovo je, ova je krajna
si. Ti si toj toliko dobro, jaz te svađam. Go rušiš se ko ljuboven cilj. Moj te soništa, tvoji patišta. Ti si toj što vo oči budiš pomen i poubav go praviš ovoj grad. Ti si toj što su nasmeh topiš pomen, po tebe dušo čuvstvuvam glad. Sve ke napravam da te začuvam. Ova srce najde lek, ke te ljubam jeden vek. Sekoj den, sekoj čas, da te gledam, da te miluvam ja. Lego bez nikakvog prepod tvoje se. Veruvaj, pred nogu te sakam, za tebe sebi dala, me čuvaš ko da si angel moj, angel moj. Te najdo v tebe ljubav moja, sigurna sam veke ti si to. Ova srce najde lek, ke te ljubam jeden vek. Sekoj den, sekoj čas, da te gledam, da te miluvam ja. Lego bez nikakvog prepod tvojoj se. Veruvaj, pred nogu te sakam, za tebe sebi dala, me čuvaš ko da si angel moj, angel moj. Te najdo v tebe ljubav moja, sigurna sam ti si toj. Veruvaj, pred nogu te sakam, za tebe sebi dala, me čuvaš ko da si angel moj, angel moj. Te najdo v tebe ljubav moja, sigurna sam veke ti si tvoj. Ti si toj, a ova je Nataša Sedlovska. Prilepčeni da ve slušnam. Ама и кумановци уживаа во твојот настав. Нели е така, кумановци? Благодарам. Наташа, како си сега задоволна? Презадоволна. Ама јас... Ја гледаш ли Лидија? гледам. Погледни ги очите. Ја гледаше? Ја гледам, да. Лидија, пред да започне, пред да воопшто дознаат нашите кандидати кои ќе бидат членови во жирито и само некој од нив вика супер, Наташа искоментира Лидија. Оваа песна Наташа сама ја одбра. Јас кажав и на почетокот. Простете ми, може ли да започнам Биба, Огнен, да започнам со Лидија, ве молам. Повели. Значи, ќе бидам многу слободна во изразувањето и ќе кажам се разлигавив, се расплакав. Не можам да издржам кога се пее оваа композиција и воедно уживам кога друг интерпретатор пред мене ја интерпретира и пее. Значи, си одбрала една од најтешките композиции. Во долната лага, значи на почетокот, кога ги пееш строфите,
со таа минимална трема што ја имаш. Само ослободи се. Можеш да го пееш, можеш да ја пееш таа долна лага. Само ти треба малку поголемо ослободување. Одлично, браво. Благодарам. Лидија, само уште малку, ве врати ли за момент оваа песна на она прекрасна сцена на Макфест? 2000-то. Ве врати, Секогаш претпоставувам? ме враќа. А како да се Секогаш. слуша вака во овој аранжман со биг бендот? Најубаво на свет. Ти благодарам. Уште подобро. Ти благодарам. Биба, повелете? Ајде да ве слушнеме. Јас нема да се согласам со Лидија, ќе кажам дека девојката пееше прекрасно и во долната, и во високата, и во средната ладја. Значи, одличен настап, одлична интерпретација, ја владееш сцената, убаво се чувствуваш и си ја одбра една од најтешките балади и навистина добро. Многу добро звучеше. Ајде, Огнен, за крај и вашиот коментар. Јас сум сентиментално врзан за оваа песна, ова е мој текст инаку. Автор на музиката е Петар Димовски, ова е една прекрасна балада која што на извонреден начин ја донесе Лидија и ете трае и постои веќе 30 години. И би сакала да кажа дека одлично ја донесе девојката песната. Мене многу ми се допадна начинот на интерпретација, нешто внесе свое од целата песна. Навистина е многу тешка песна, меѓутоа донесе на вистински начин онаа емоција што ја има песната. Благодарам многу. Што извира од секој збор. Задоволна? Да. Вреди. Ајде да ги видиме поените. Ти благодарам. Ти благодарам. Ете, тоа беше Наташа Седловска од Општина Прилеп. А сега започнуваме, односно продолжуваме со прекрасната наша насмејана Ивона од Куманово.
ti kažem, samo si ti mesečina od ova nebo što me pokriva, samo ti i nikoj drug, ne me prati voda lečina. Zaeden zid, zaeden son, za mene malku je potrebno. Plače me o sebe, a jas ne možem bez tebe. Samo si ti mesečina od ova nebo što me pokriva, samo ti i nikoj drug, ne me prati voda lečina. Zaeden zid, zaeden son, za mene malku je potrebno. Plače me o sebe, a jas ne možem bez tebe. A jas ne možem bez tebe. Како рече, извини, страв ти беше пред да излезеш на сценава? Малку. Малку? Малку. Ако ово е малку, замисли кога немаш страв, што ќе правиш? Не знам. Не. Публикава многу ми се свиеше каква реакција имаше. Ви се допадна настапот публика? Состанување, софрвање, гати, прслуци, се на сцена. Браво! Ивана, честитки за настапов. Мене искрено многу ми се допадна, меѓутоа знаеш дека една од кандидатките исто така пееше оваа композиција во некој од изминатите емисии. Кај се, Александра? Дали тебе ти се допадна овој настап? Да, добро, да не се секираме. Ивона, да ги видиме, односно да ги чуеме прво коментарите на нашата жири комисија. Огнен, дали би сакале сега вие да коментирате? Да, апсолутно. Јас ја слушав и претходната интерпретација, таа беше исто фантастична. Како и ова, мислам, секоја чест извонредна интерпретација и немам што друго да додам. Навистина прекрасно. Не, замислете, ова е со малку страв кога излегува на сцена. Биба? Точно се примети тој малку страв кај изведувачката во оној дел кај што требаше да ги направи импровизациите, тргна и малку се сецна. Меѓутоа ова беше одличен настап, што повеќе си на сцена, толку послободна ќе бидеш во своето давање на и своето видување на секоја музика и само да продолжиш така и да бидеш посигурна. Одлично. Благодарам. Слушај, ако треба да те оставиме преспи една недела на сцена, за повеќе да бидеш на сцената и да те видиме понатака. Без Лидија? пиење ќе Во правим. нашиот музички жаргон постои еден збор се вика ламја. Значи јас имав можност да ја слушнам Ивона како отпее еден дел од месечина. Си го отпеа тоа толку слободно, девојко, продолжи да гризаш така. Продолжи. Ламјо една! Ајде да ги видиме оцените жири комисија на 3, 4, 10, 10, 10! Честитки, Ивона! Епа, затоа е, дами и господа, полуфинале и затоа ги одбравме најдобрите да се надпреваруваат оваа вечер, односно во овој последен циклус на шоуто Сите наши песни. Од оваа вечер само еден од тимовите ќе продолжи во финалето, но ништо не е завршено, ништо не е покажано и ништо не е изгубено, затоа што имаме уште многу да понудиме. Следен на оваа голема сцена ќе го видите Ален Хасановиќ со неговиот ангелски глас. Plačeš i goliš, za razdel vas boliš, zaminuvaš ti. A imaš li sila da razmisliš, mila, što ke storiš ti? Me ostavaš mene, za drug da te zeme, ne te davam svetu moj. Kaži da postoji drug, po životu tvoj. Zvezda mi šepoti, da li
si bleso što postoji, trepet od krilja na grudi, srce mi sozdava bol. Da li može ljubov ta nojkva da ja produži, da li može da ja zadrži? Ja imam samo nojkva da vidim ja sonea i ne znam da li možem da zaboravam. Pogradim srce za uštekli svetovi, ako zamine izgasna. I na razliki sekljavanja i mečtine do mečtajni, keno sam tragovi mezini po sebe se edemve. Znam deka ke zamine, de noć to ke nadojde, ke mi reče ne varaj me. Ja imam samo nojkva da vidim ja sonea i ne znam da li možem da zaboravam. Pogradim sonce za uštetri svetovi, ako zamine izgasna. Znam deka ke zamine, de noć to ke nadojde, ke mi reče ne varaj me. Ja imam samo nojkva da vidim ja sonea i ne znam da li možem da zaboravam. Pogradim sonce za uštetri svetovi, ako zamine. Ja imam samo nojkva da vidim sonea i ne znam da li možem da zaboravam. Pogradim sonce za uštetri svetovi, ako zamine izgasna. Сонце за три светови, за да се пее една ваква песна треба да се има љубов. Љубов за музиката, љубов за сцената, љубов за публиката која цело време пееше со тебе. Добар си? Супер. Супер. Уживаш. Да. Уживаш. Верувам дека е така, а може да започнеме со или да те запрашам зошто баш Мики Јовановски Џафер, Сонце за три света, повторно макфестовска композиција. Искрено вакви песни ми се предизвик. Да? Да. Предизвик ќе биде сега да слушнеме што има да каже нашето стручно жири. Јас сега ќе започнам со Огнен Неделковски. Ајде, Огнен, повелете. Мислам дека избрал многу тешка песна, една од најубавите балади на сите времиња испеани на овие простори. Мислам дека сосема добро се снајде во песната, меѓутоа на 2-3 места така малку излезе
од мелодијата, да не речам и така, изфалшира. Сакаше да даде свој печат. Да, не, имаше успешни на некои места негови така импровизации, меѓутоа секоја чест за храброста да испее оваа песна. Благодарам, Огнен. Ајде, Биба, повелете. Да застанеш на оваа сцена со биг бендот и да отпееш оваа една од исто така од најтешките балади е навистина голем предизвик. Се чувствуваше тремата и се чувствуваше на почетокот мала инстонација, нели на. Меѓутоа одлично се снајде, би требало, мислам дека лично сметам дека малку повисока ти беше композицијата, да беше малку пониско, мислам дека контролата твоја особено во интерпретациите ќе беше подобра, али што е тука е, во секој случај, одлично донесена песна на сцена. Благодарам, Биба. Ајде, Лидија, повели. Кога би одбрала песна вон мојот репертоар да отпеам од македонска забавна сцена, тоа би била оваа композиција. Значи, една од моите најомилени композиции, една од најтешките балади, се согласувам со моите колеги. Секоја чест за храброста, на почетокот нормално е дека ќе те грицне помалце тремам, па ќе дистонираш, ќе паднеш, ќе се собереш, меѓутоа како што се ослободи на крај, како што ги испука висините, така треба да звучи цела композиција. Браво! Да ги побараме по имите? Може. Ајде. 9 од Биба, 9 од Огнен, 9 од Лидија. Ти благодарам. Седни си на место. И сега е време за следниот кандидат, последниот од општина Куманово. Поздравете го, Мартинијан Кириловски. Јас сум само твој и ќе те сакам вечно. На тебе ја се би потрошил и би сторил се што. Кога ќе те види срцево, не го фаќа место. Сака ти да бидеш со него, за да биде среќно. Како сите други и разгори план во срце студено. Како пламен груб, јас пред тебе ноќва попуштам и не ме оставај сам. Скрши ме со усни, скрши ме со усни, се што сакам си ти. Скрши ме со усни и ајде носи ме со тебе далеку од сите погледи. Сите пред тебе за ноќ идеја само авантури, а со тебе се за миг се измени. По сите порази, дај да речам само моја си, само моја си. Скрши ме со усни, ноќва стопи ме во себе. Скрши ме со усни, се што сакам си ти. Скрши ме со усни и ајде носи ме со тебе далеку од сите погледи. Дај да речам само моја
usti i ajde nosi me so tebe daleku od side pogledi. Skrši me so usti, noć nastopi me vo sebe. Skrši me so usti, sve što sakam si ti. Skrši me so usti i ajde nosi me so tebe daleku od side pogledi. Hvala vam mnogo. Слушай, Мартинијан, ај сега вака. Дојди на вака. Станете ви упрв, станете. Ај запием малце највесели беа. Скрши ме So usti, noć nastopi me vo sebe. Skrši me so usti. Добро, дојди сега на вака. Sve što sakam Ај малку на девојка ди. Ај, скрши ме so usti, noć nastopi me vo sebe. Skrši me so usti, sve što sakam si ti. Добре, Мартинијан, добре. Браво, добре. Hvala. Па дечкото инаку сакал да биде верен и сакал да биде македонска музичка звезда. Па затоа мораме да кажеме дека од сам старт мора да знаеме девојка му за да не излезе после некој недоразбирање. Дали си задоволен ти од сопствениот настап? 100%. 100%? Апсолутно Да не сакаш сега и 100% од XXL да испееш? 100%? Не, добро. Не. Убаво си испеа, нека си остане само на тоа жири комисија, дали може да ги дадете вашите мислења, односно бива дали може вие да го дадете вашите. Секако, одлично испеа песната, нешто од работите кои што никогаш не сум ги сакала е кога ќе сакаат песните на Тоше, оние кои што го изведуваат, нели, кои што ги изведуваат, да го имитираат. Тоше не може да се имитира, меѓутоа момчето даде одлична своја интерпретација, беше весел, беше сигурен на сцена, стабилен во интонацијата и само така нека продолжи. Браво! Огнен, повелете. Јас го слушав и минатиот пат која пееше Тајно моја и морам да признам дека се расплакав од начинот на кој што ја испеа тоа. Би сакала кажам дека имам слушнато разни интерпретатори кои што се обидувале да го имитираат Тоше Проевски, неуспешно се разбира, меѓутоа кај него ја забележувам онаа детска наивност која што имаше Тоше Проевски. Што се однесува за песната Скрши ме со усни, мислам дека ја испеа на одличен начин и таква ќе биде мојата оценка. Само напред. Пред се десетка за изборот на твојата композиција, значи да избереш да отпееш композиција од Тоше, тоа е голем залак. Секоја чест, направи атмосфера топ, да ја задржиш таа позитивност во себе, таа позитивна звезда, само напред. Супер си. Благодарам многу. И каков па уши ми намига. Благодарам многу. Фала ти многу. Па да си продолжиме ние понатаму со пеење. Ни остане уште еден кандидат кој што ќе го видите на големата сцена. Овој па станува збор за Ангела Ѓуричанин од Прилеп. Уживајте. Sakam ljubav
sad srcevo bije voletnata noć. Da li nekoj te pratio prikazni za da me tešiš? Ili otkući vrata i provali po moj odsoj? Latinski ljubovnik sokrijen na moj odbroj. Gledam oblaci plovata, ležam na pernici neki. Ali amor mi prati strela za godini 100. Ангела. Дали си сега задоволна? Да. Да? Многу? Многу. Само да видиш како Лидија цело време се насмевнуваше и едноставно пееше, дишеше, живееше со тебе овде на сцената. Не беше и неа лесно, ама и на оние тројца прекрасни луѓе во жирито. Меѓутоа и на оваа прекрасна публика, како ви се допадна настапот на Ангела? Сега е полесно малку? Малку е полесно? Не е толку многу лесно. Ќе видиме како ќе биде со поените, па потоа ќе може да кажеме дека не е лесно. Ајде да започнеме. Лидија, повели, со тебе. Зошто секогаш кога се интерпретира моја песна со мене започнува? Токму затоа што и ова е прекрасна композиција отпеана со Ја имам еден таа таков привилегија, моќен ви благодарам многу. вокал. Ангела, прекрасна си, преубава си, многу си музикална. Само лабави се малку. Значи, доволно лут е композиција која што бара многу енергија и многу лабаво пеење. Значи, мораш да се ослободиш на висини, затоа што мораш да пукнеш горе со висини. Само ослободи се, сето друго е одлично. Само напред. Благодарам од се срце. Бива, повели да те слушнеме и тебе. Мене исто така ми се бендиса како ја отпеа песната и многу точно, многу прецизно, меѓутоа за мој вкус фалеше малку повеќе енергија. Дали е тоа што го кажува Лидија да биде малку послободна, меѓутоа малку повеќе енергија бидејќи ова е моќна песна. Значи како да повеќе се трудеше да бидеш точна и тука да интерпретираш отколку
да ја живееш песната. Ќе кажам само продолжи понатака, меѓутоа уживај во музиката, уживај во тоа што го правиш. Ова е посебна уметност. Благодарам од срце. Притисокот ќе мора да признаеме дека е многу голем. Седат вакви луѓе во нашето стручно жири, Биг Бендот е тука, вака бучна публика, наелектризирана би рекла. Нели, публиката ни е одлична. Ајде, Огнен, да ве слушнеме и вас како завршен коментар од ова што досега го видовме, барем од овој дел надпреварувачки во ова шоу. И оваа песна е моја и на Лидија заедничка. Значи, изведена пред многу години на фестивалот Охридски трубадури. Навидум е лесна песна, меѓутоа мислам дека крие така едни опасности во неа. Мислам дека одлично ја донесе песната, меѓутоа недостасуваше малку страст повеќе во песната. Таква е песната, бара малку поголема страст, меѓутоа тоа со вежбање може понатаму да се постигне. Сега бијајќи ова е веројатно некој завршен збор вечерашен наш, би сакал да кажам дека сите вечера шесторица што испеа песни ги испеа на одличен начин и би сакал да и повикам моите колеги композиторите да направат некои песни за овие млади изведувачи. Затоа што навистина заслужуваат да имаат своји песни, значи да започнат своја кариера. И како почеток на таа иницијатива, за да не бидат само мои празни зборови, на сите шесторица што вечерва пеа, јас ќе им подарам еден мој текст. Благодарам од се срце, благодарам во нивно име, затоа што ова е еден од моментите за кои што човек вреди да живее, нели? И вредат сите оние стравови, трема, пред да се пријавите во ова шоу, да се биде на оваа сцена, нели така? Така. Ви благодарам, уште еден аплауз за нашето жири пред да ги видиме поените. А сега, ве молам, деветка. Ангела, задоволна? Да. Победи, седни си на местото. А сега е време да... Сега е време и јас сакам да кажам нешто, Каролина, ако може. Огнен, и јас и Каролина реално и сериозно размислуваме за почеток на еден дует и исто така би сакали ни еден текст да добиеме, ако може. Може, да. Ќе се вика сите наши песни. Може, договорено. Дури ако треба ќе пропеам и јас. Еве ветувам. Значи, ова си го кажала на национална телевизија, одиш и на сателит. Во себе. За во себе зборувам. Добро. Можеме. Само за тебе, Димитров. За солистот наш. Да, за Диме ве молам еден аплауз. Добро е, без облакање ве молам. Сега е вистинско време да кажеме нешто што мислам дека ќе ги потреси и двата тима, односно треба да ви ги соопштиме поените кои што ги добивте досега од нашата жири комисија. Но претходно сакам да ја слушнам публиката. Кој е за Прилеп? Добро. Кој е за Куманово? Кој е за маестро Кире Костов? Ова како на стадион, можеме до безкрај да си одиме вака. Може, ама ајде Ама ќе прекинеме. Да скратиме. Дали сака да ги чуете поените? Да? Но пред да ги чуете поените, ќе видиме еден прекрасен настап на оваа голема сцена во придружба на Биг Бендот на Македонската радио телевизија. Ќе ја видиме Лидија Кочовска и нејзината одлична "Што те нема". Уживајте. Да и кажеш што те нема, кој ли те магев се, стота зора, да те сретна мора, срцево те моли, дај да те преболи. Ми кали образ, солза врела, кали ми погледа, а в душа вена ружа бела, sve nas
tiho mi je za da me uspije. Što saka neka vide, daj mi da zaspije. Voglovo doba docen čas, jasna sam da ti slušam glas i na son barem da te gušno. Što saka neka vide, daj mi da zaspije. Voglovo doba docen čas, jasna sam da ti slušam glas. Ej, što te nema, grom da te ubije. Ej, oko moje, dušo moja, hajde mi odletaj, a prolet neka kako čoja, pak mi doletaj. Hajde te krije, grom da te ubije. Noć da slatko spije, oj da me uspije. Što saka neka vide, daj mi da zaspije. Voglovo doba docen čas, jasna sam da ti slušam glas i na som barem da te gušno. Što saka neka vide, daj mi da zaspije. Voglovo doba docen čas, jasna sam da ti slušam glas. Ej, što te nema, grom da te ubije. Grom da te за вакви емоции, еве десетка, ве молам режија. Ете десетка од нашето стручно жири, всушност за вакви емоции излеани во таа наша прекрасна резница на македонска забавна. Јас морам да музика кажам една станува работа, збор. Лидија, друг пат како изведувач не ве викаме во емисијата, затоа што пола публика ни се расплака, другата половина се наежи. Ви благодарам за прекрасниот настап и време е сега да продолжиме со она што се вели
надпреварувачки дел од шоуто Сите наши Ај уште песни. малку нека седат у неизвестност. Така да ви кажам еден виц. Немојте, молам, дај, гледај Добро. колку се нестрпливи, ке уште може и... Како што може да забележите Да не на вашите натупат. мали, големи, средни, високи, тенки, дебели екрани, екипата на Прилеп овој пат има 84 поени, додека екипата На Куманово има 87 поени. Што значи дека разликата е тука, за само 3 поени Кумановци имаат предност, меѓутоа ништо не е изгубено затоа што сега го имаме оној се уште надпреварувачки дел од нашата Така е. емисија, каде што двете екипи ќе добијат можност, еднаква можност да погодуваат по една композиција која што ќе биде изведена од Биг Бендот на Македонската радио телевизија, а вие ќе добиете можност да погодувате и доколку погодите од прва добивате 5 поени, доколку утнете од прва ќе добие другиот тим можност да ги погодува, да ја погодува таа композиција и доколку другиот тим погоди, тоа значи дека ќе добијат исто така 5 поени. Од трета мајка ако утнете и вториот тим, третиот, не, два тима имаме само така. Првиот тим има шанса да добие 3 поени. Јасно, Никој не ме нели? разбра, така? Јасно, Добро. јасно. Како и да е, станува збор за еден малечок фрагмент од две познати теми. Затоа внимавајте, најпрвин погодува Екипата што има помалку поени, а тоа е екипата на Прилеп. така. Маестро, може? Внимавајте, маестро, повелете. А плюс. Ете, аплауз за Биг Бендот. Публико, нема да ве прашам дали вие знаете и да знаете мора да молчите. Прилипчени? Маестро? Кажи ми Драган Мелковски. Не. Одиме Кумановци? 5, Ајде. 4, 3, Епа, 2, ајде, од пете. 1. Па чекај да ми текна. Во ред. Како? Галебе ме тажа. Не. Прилипчени За 3 добивате поени? уште една шанса. Овој пат. А имаме Џокер, ако знаеме песна. Да, Џокерот сега ќе го викнеме, ќе дојде. Кажете дали ја знаете Ако песната. знаете за која песна, не и го знаете насловот, ве молам, можете и Не да го знаеме запеете. наслова, ама не го знаеме изведувач. Ајде. Мислиме. Ајде. Одиси. Запете, како? Одиси. 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 Тоа значи дека Прилеп добива 3 поени и тоа значи дека ситуацијата е нерешено. Сега е неизвестно. Но имаме Ама- уште една композиција која што ќе треба Биг Бендот да ја изведе, а ќе треба да ја погодуваат Кумановчани и ако ја утнат, ќе имаат можност Прилепчани да погодуваат. Така да пак ќе биде карма каша крајов, ама ајде да слушнеме. Внимавајте. Диме, едва и чекаша. Молчи. 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 Јас се Ајде, извинувам, Кумановци. дали Кумановчани знаете за која песна станува збор? 5, 4, 3, 2, 1. Да ви кажам за 500 денари? Немој. Не. Прилипчени, како е кај вас? Добре. Ќе се обидете барем нешто? Не? Не. Маестро, нели? Не. Може да кажам нешто сега? Каролина? Не може. Те Ова молам. значи дека го изгубија правото на 5 поени, Кумановци за 3 поени. Прв пат. Втор пат, трет пат Не. продадено. Ајде, Прилепчани. Прилипчени. Прв пат, втор пат, трет пат продадено. Маестро, Нема. многу тешка композиција. Значи, а стануваше збор за
Како? Ја заборев која и песна беше до Диша. Кучето мое, да. Аплаус еден бе молам. Да бе, сега ја знаете. Сега да. Ова значи сепак дека сега е на потек жирито, затоа што во оваа полуфинална емисија, учесникот во големото финале на сите наши песни, ќе го одлучува твојата фамозна, Не е караоке, монструозна, не е караоке. омилена. Не е караоке, туку е акапела. 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 И еден аплаус. Значи, жири комисијата ќе добие можност повторно да ги оценува нашите кандидати со бодовите кои што ќе им ги дадат за нивните изведби. Оценувате тимски, не оценувате индивидуално, што значи дека нашите кандидати ќе добијат по еден микрофон и сите во исто време ќе треба да пеат една композиција која што веќе тие сами си ја одбрале. Кумановци, дали сте подготвени? Не. А пред да се договориме, може ли да одиме со, најавуваме што? Реклами. Се одлучите за? Одлично. Кога сте подготвени, жири, публико, внимавајте, настапува Куманово. Сакам БМВ Алпина, но немам ни за дрина. Мамо, мамо спаси ме. Сакам женска луда фина, да биде како Лина. Мамо, мамо спаси ме. Неправда, па то е неправда. Имаш ти, немам јас. Сите вела дека многу барам. О, барам, но немам. Добро. Би сакала сега да предложиме да ги слушнеме најпрвин прилепчени, па потоа поените да име. Така е, за да Може, можат колку да биде се објективно да оценува нашата жири комисија, односно да добие можност да ги слушне и едниот двете и другиот екипи, тим. Така. па потоа да се одлучите за поените. Ќе сакате да станете? Прилепчени се одлучивте ли? Да. Настапувате со која композиција, ве молам? Ви останете тука, останете. Ајде, повелете, кога сте подготвени, може. Чекорам сам по улици празни, прсти ве горат за твојата рака. Дали ме сретна, за да ме казниш, да не те гледам, а да те сакам. Го молам ноќва небото да ми те врати. Во твоето срце студено поздрав да испрати. Нема што не би направил за да те видам. Душава плаче за тебе, каде да отидам. Душава плаче. Доволно. Сега, жири, се е во ваши раце. Знаеме дека е многу тешко, од еден сосема малечок фрагмент, знаеме дека сега ве ставаме вас во една непринципиелна ситуација, ама ке мора. Тоа е и задачата, нели, тоа е и целта на шоуто, некој да победи, некој да изгуби, така е во животот. Јас мислам дека нашата жири комисија толку збунета што повторно ќе им даде еднаков број на поени и ова ќе нема крај, ќе треба да ги менјаат рефлекторите, па кој побрзо да ги смени, тој ќе оди во финале. Ама тоа не е наша кривица, Не, тоа е наша е, што наша сте е. одбрале вакви пејачи. Добри. Нели? Добри, најдобри. Аплауз за нашите добри, најдобри кандидати. Ама ке мора. Ке ве замолиме сега најпрвин да ги дадете вашите поени за овие прекрасни млади луѓе од општина Куманово. Ајде, Огнен, мислам дека најтешка, не, пред да ги видиме поените, можеби нешто Да завршно. пуштиме па реклами. Немој димете, молам. Одлични беа вечера, навистина и двете екипи од градовите Херој, Прилеп и Куманово. Така. Одлични беа, навистина сите 6 изведувачи. Сите 6 ја добија таа моја награда. Кој да победи, мислам дека ќе бидат задоволни сите. Сигурна сум дека е така. Лидија, Биба, повелете? Јас го кажав моето,
значи во текот за сите 6 изведувачи вечерва, она што го кажав, сакам да го сумирам вечерва и воедно да се надоврзам со последниот коментар, не овој, него за последниот изведувач на Огнен. Како што тој им додели на сите по еден текст, јас вечерва се сложам да ги отпеам бековите за сите нивни песни кои што ќе одлучат да ги снимат. Мислам дека заедно со Значи мислам дека и Бива би се сложила, може би. Благодарам. Ја ќе им направам композиција. Ето. Јас и Каролина ќе им водиме промоции. Може. Може така. Себе пакет. Ви благодариме многу, ова е веќе огромна награда и доволно голем успех за сите вас шесторицата. Ама пред да ги видиме поените, Диве, каде пукна првата пушка? Па сега ќе видиме. Ајде да видиме. Во Куманово, што велат прилепчени? Во Прилеп. Ве молам поените за општина Куманово. Може. Сега. 10-ка, 9-ка, 10-ка. Добро. А сега ве молам вашите коментари за овие прекрасни тројца наши кандидати од општина Прилеп. Повели Лидија. Одлично си отпеавте, навистина. Осет, музикално, супер стабилно. Немам збор за капелата, посебно на крај. Сите како што поединочно звучевте феноменално, така звучевте додека ја пеевте капелата секоја чест. Благодарам. Огнен, повели. Одлично звуча, дури има и аранжман малку, нели, на крајата. Како беше, Ален? Да, одлично. Да, одлично. Благодарам, Огнен. Биба, повели. Битбоксот го направи своето и навистина одлично звучи. Ве молам поените. 10-ка. И ова. Честитки. Што и официјално значи дека Прилеп одат во финалето. Честитки за вашите настапи. Ова е скромен подарок од Македонската радио телевизија. Ивона, ова е за тебе. Благодарам. И ова ќе му го даеш на Марио ако го видиш. Ако го видиш, ако не, ние ќе го видиме во некоја следна пригода, сигурно. Така е, се надам дека ви се допадна ова што го видовте вечерва, се надам дека уживавте во се она што имавме ние да ви го понудиме во оваа полуфинална вечер, а вие бидете на Македонската радио телевизија затоа што за нецела недела ќе имате можност да го гледате и финалето од шоуто Сите наши песни во кој што ќе ја одбереме распеаната и највеселата аматерска пејачка општина во Македонија. Би сакала само да додадам дека целта на шоуто, на овој проект на Македонската радио телевизија, како и на почетокот, не е само за забавната македонска музика, да ја извлечеме од некоја поинаква сенка и да ја донесеме овде на сцената. Тоа се и овие убави, прекрасни, насмеани лица на нашите кандидати и ве молам една поддршка затоа што ако има добра енергија и од публиката, тогаш нивниот пат кон музичката сцена ќе биде и тоа како послан не со трња, туку со звезди. Благодарам за сите оние што беа дел од организацијата на целиот овој проект и оние кои што ви овозможија да ги пееме македонските песни денеска. Благодарам до Биг Бендот на Македонската радио телевизија и маестро Кире Костов. Благодарам до Елена Лука и благодарам до Селио. Благодарам до нашата жири комисија вечерва која што ги делаше своите коментари и поенија. Благодарам си до сите оние што останавте на Македонската телевизија. Се гледаме во финалето. Ви благодариме на сите. Слушајте македонска музика.